Катица Јанева и СЈО со одлуката да се повлече обвинението за пуч, во кое еден од обвинетите и Зоран Заев ја погази работата на останатите обвинители и советот кој одлучуваше по него. Обвинителниот акт за овој предмет беше долго време и темелно работен, подкрепен со цврсти докази од повеќе органи за прогон. Актот ја помина предистражната и истражната постапка. Беше формулирано обвинение. Ова се дел од реакциите кои стигнаа од повеќе страни по последната одлука на СЈО, практично да се откажат од предметот, за кој велат дека немале доказ, и покрај тоа што пред известно време изјавија дека се подготвени токму за овој судски процес. И од ВМРО ДПМН повторно реагира и апелираа до СЈО да не се обидат да уништат докази, бидејќи како што велат, ќе дојде време кога правдата ќе излезе на виделина. Катица Јанева знаеше дека има премногу докази кои ја потврдуваат вината на Зоран Заев и Верушевски. Затоа Катица Јанева одлучи да му помогне на својот штитеник и да го ослободи и спаси од одговорност. Почитувани присутни, доколку Зоран Заев и Верушевски и Катица Јанева беа убедени дека злосторничкото здружение одговорно за случајот пуч е невино, ќе оставеа тоа да се докаже во судска постапка. Вака, СЈО наместо да го гони криминалот, одлучи да се стави во негова одбрана и во одбрана на СДСМ. СЈО целосно се делегитимираше и покажа дека е непрофесионално, партизирано и целосно политизирано од страна на СДСМ. Тоа што е спорно за многу експерти е тајмингот кога СЈО се откажува од овој предмет, имајќи во предвид дека обвинителот може да се откаже од обвинението од почетокот па се до завршувањето на главниот претрес. Во случајот, тој не е започнат. Дополнително, не се земени предвид доказите кои веќе излегоа во јавноста за веќе фамозната Skype комуникација, но и признанието на Звонко Костовски. Исто така, за познавачите е спорно дека Советот на јавни обвинители се уште не се произнело по обвинението, односно повлекувањето. И за голем број аналитичари, последната одлука на СЈО е повеќе од контроверзна, односно, одлуката се толкува како негова втора аболиција.